Дури на психијатарот му треба психијатар. Треба да на секој му доаѓа момент и потреба да биде сослушан. Моника, како си? Најтешкото прашање го поставуваш на почеток. Во моментов сум малце изморена, затоа што имав обврски пред да дојдам тука да завршам со пациенти натака навака. Меѓутоа, ако ме прашуваш општо како сум, можам да кажам дека сум исполнета. Исполнета, мислам го работам и го учам тоа што секогаш го сакав, така да тој дел особено многу ме исполнува во секојдневието. Да, ти директно не идеш од специјализација, така? Така, да, директно дојдов тука. Со некој автобус фатим што директно иде до тука. Среќа за тоа. Ајде да почнеме прво, ти како си можеби е најтешко, ама второто најтешко, па да ги извадиме овие одред, па после полесни прашања. Што за тебе представува ментално здравје? Ментално здравје. Па, ја би опишала ментално здрава личност што представува за мене. Ментално здрава личност за мене представува една со еден збор стабилна личност. А што мислам по тоа? Па тоа е една личност која што знае прво да седне и да направи еден муабет со луѓе околу, да комуницира, а и во секојдневието со стресни ситуации да се справува на некој добар начин од кој што на крајот извлекува нешто позитивно или пак учи нешто и тоа го користи за следни некои ситуации кои што ќе му се случат во животот. Така да во кратки црти тоа за мене е едно ментално здрава и стабилна личност. Колку би се опишала самата себе како ментално здрава и стабилна личност? Па, може би до пред запишување на специјализацијата онака се губев, што е, како ќе биде, меѓутоа сега како навлагам се повеќе и повеќе, како учам преку другите луѓе, јас си учам и за себе, па за сега мислам дека добро се носам со секојдневните ситуации кои што ми се дешаваат, а ги има многу, нели, како и на секој човек. Колку време си веќе на специјализација? Кога се одлучи дека психијатра е тоа што сакаш да работиш? Веќе сум 3-та година или 2,5, како ќе му дојде, веќе сум баш онака на половина, пошто 5 години е специјализацијата, иако онака се изненадев како 5 години. Пета имаш уште 6. Па така, претходно учевме 6 години и сега уште 5 и си викаш, па долго е ова, меѓутоа на крајот од денот гледам дека не е долго и онака тоа е еден процес во кој што треба доста работи онака да се совлада, да се научат. Така да сега сум баш онака на половина. Инаку на тоа од кога знам дека сакам психијатрија, па мислам дека од секогаш знаев дека ова ќе биде тоа што ќе го специјализирам. Да, имаше нешто што конкретно те поттикна на тоа или сакаш со луѓе да збориш, сакаш да знаеш дали имаше некој turning point кај што ти одлучи, окей, ја ова сакам, на медицина сум, ама знам дека после 6 години кога ќе се бира, психијатрија е тоа што ќе го запишам. Па, по природа сум вака комуникативна личност и зборувам многу со луѓе и сакам да слушам. И многу пати, дури сум студирала и претходно, некако како луѓето да биле опуштени со мене и сакале да зборуваат на тема како се чувствуваат, што им се случува во животот. И мислам дека особено оној дел, па јас можам да ги слушам луѓето, можам да седнам вака и саат време да не давам совет, туку едноставно да го слушам човекот, пошто некогаш тоа е нешто што му треба на тој карши тебе, само да го сослушаш, ни да му кажуваш прави вака, прави онака. Така да мислам дека особено тој момент, затоа што психијатријата захтева да седнеш и да слушаш, па после тоа да одлучуваш што ќе правиш понатака со, конкретно, нели, пациент, тука зборуваме за пациенти. Па, мислам дека
Тоа беше главното да, јас Сакам психијатрија. психијатрија Тоа е и можам тоа да го работам. Да, имаш некои предизвици така у текот на студирањето кои можеби те можеа да те предомислат? Дали, пошто медицината е прилично долг факултет, ние се знаеме, ја бев прва, ти не знам, трета или четврта. Четврта тогаш зајази во У Кузман се запознавме. Така. И дали имаше у тој некој момент, или у тие први 6 години на факултет, која си рекла, си можела да си кажеш сама на себе, ајде, може не е касно да сменам насока. Па да, ја онака си оставав простор во тек на студиите, као не се фиксирај само за нешто, може би мислиш дека го знаеш, мислам дека го сакаш тоа. Особено имав еден муабет кога се спремав да полагам хирургија, онака чекам во лекарската соба, да дојде професорот да ме испрашува и влезе еден друг специјалист и ме праша уз муабетот ти што сакаш да специјализираш, што понатака, ја му реков психијатрија. На тоа он ме одговори, па види, вика, и јас сакав психијатрија, се дур не отидов на одел психијатри, тогаш реков, не, јас тоа не го сакам. Па сум имала и јас такви моменти, као дали го сакам стварно ова или не, ама на крајот од денот, кога отидов како студент на одел на психијатрија, јас сватив дека едноставно природно ми иде да сакам да седнам со пациентот, да сакам да разговарам со пациентот, а од друга страна и да го сватам, затоа што некогаш ни се дешаваат некои работи што едноставно ни се во главата само, па ни треба некој да не сослуша и да не насочи, па може и не е тоа, може би е ова нешто друго. Во текот на студирањето, што сакав исто, што се размислував педиатрија. Зошто педиатрија? Затоа што сакам деца и сакам да работам со деца. И од секогаш природно ми идело така да се опуштам со нив, да ги опуштам децата низ игра и да ми пренесат нешто што тие го мислат, тие што го чувствуваат, така да тука малце, меѓутоа пак на крајот си останав на моето психијатрија, дефинитивно психијатрија. Колку студенти, барам ти која одлучуваше, твои колеги и колешки се одлучија за психијатрија после завршените студии на медицина? Па, не толку многу, затоа што барем до сега психијатријата не беше толку популарна ни студентите. Обично, кога ќе кажеш доктор, се мисли на мантил и стетоскопот и диши, не се мисли на разговор, пошто ние психијатрите така, мислам, психијатрот така функционира низ разговор. Меѓутоа, во последните 2 години има се повеќе и повеќе студенти кои што се запишале на психијатрија. Верувам затоа што и станува популарно, нема толку стигматизација и околу моментов да се оди на психијатар, па и се одлучуваат колегите на тој момент да сакаат да станат психијатри. И да им помогат на луѓето, да. Што мислиш дека е причината за тоа? Дали е можноста и пристапот до повеќе информации, дали пандемијата играше улога од тоа, дали е нешто трето? Па може би најмногу интернет, пристапот до интернет и моментот колку од пациентите всушност захтеваат психијатриска помош, не само психијатриска, нели, и психотерапија, што е дополнително им помага на психијатрите да им помогнат на пациентите. Меѓутоа и самиот ковид момент, пандемијата, мислам дека увидоа доста од колегите и од студентите дека ќе идеме, дека психијатријата е во подем и
се повеќе и повеќе психијатри ќе се потребни, па може и тоа е одлучувачкиот момент. Да. Тука. Каков е тој пременот од медицина, општа медицина, на психијатрија, тоа е специализација? Што беа некои први работи кои што ти требаше да ги направиш или која е првата, не знам, еве ја тотален лаик, не знам што специализација можам да се претпоставам дека значи дека уште малце имаш па до психијатар, например. Ама што е точно ти идеш сега? Прв ден на специализација, Моника, кои се твоите обврски? Тоа беше ко студент си научен да идеш на предавања, идеш на вежби, идеш дома учиш и се спремаш, не знам, 15, ја морам да го полагам предметот. Овдека буквално доаѓаш прв ден и си да не речам изгубено простору време, чекај сега, што треба ја тука да правам? Кај сум паднал, кај сум се запустил. Да, што е сега? Имаш онака главниот момент, првото нешто што ти го кажуваат и постарите колеги, а и специјалистите, прво треба да научиш како да разговараш со пациентот. Затоа што сепак имаш тука некои предизвици, имаш многу различни пациенти со различни проблеми и ти треба да научиш со каков пристап треба да бидеш кон пациентот, кое прашање да му го поставиш прво, па дали да му се представиш кој си, што си, затоа што сепак на крајот од денот пациентот треба да ти се отвори, треба да ти каже што мака има, за да можеш ти и да му помогнеш. Така да тоа е првото нешто што го очекуваат од тебе и што треба и да го совладаш. Разговор, уствари. Да. Дали уште од самиот старт имаш одредена група на луѓе или одредена насока кај што работиш, дали работиш со деца, со повозрасни или е се тоа дел од се заедно са работи кога ќе идеш на специализација? Па, обично зависи на кој оддел ќе бидеш прераспределен. Јас ја имав таа среќа да почнам каде што има малце помалку пациенти, каде што можеш да се фокусираш онака на еден пациент и да го следиш. Зборам за болничко лекување, хоспитално, ти доаѓа пациенти, тука при мен, па можеш од првиот ден да го гледаш и да го следиш како се однесува, што мисли, како му делува терапијата. А може да ти се погоди, например, да те прераспределат во амбуланта. Па во амбуланта имаш поголем обрт на пациенти, влага еден, па друг, па трет. И може би, барем на почетокот, според мене, не можеш толку да брзо да се вклопиш, затоа што уште си, не си лаик, сепак си доктор завршен, меѓутоа сепак во моментов за психијатрија ти знаеш само многу малку. Тоа што пишува во книгата, буквално, кога си полагала психијатар. Так, буквално тоа. Да, што тебе највеќе ти помогна на самиот старт? Спомна веќе си на пола, 2,5 години. Што беше тоа едно-две нешта кои ти помогнаа на старт за да продолжиш со ова и да го работиш се уште? Па мислам дека најмногу ми помогна тоа што знаев да ја слушам и моментов остај го човекот да си каже што мака има и слушај го, не мора одма да доаѓаш до заклучок што е, што му е, што ќе му биде, едноставно сослушај го, напиши го тоа и потоа иди прашај професор, асистент да ти објасни уствари што си слушнал, пошто ти во моментот стварно не знаеш уствари што е тоа што го слушаш. Не го разбираш, уште не си навлезен, што викам јас као сега, уште не си загазил толку во таа материја. Во материјата, така, да. Како е да се биде тоа секој ден распоред? Например, стануваш, идеш на специализација, после си идеш, имаш уште некои дополнителни обврски после тоа, бидејќи мислам дека пак треба и да полагаш, да испити, учење. Како е тој аспект? Ти не престануваш да учиш, а сега имаш и дел кој што ти си со луѓе, материјата станува жива. Каков е тој баланс? Како успеваш да воспоставиш тој баланс? Па, знае да биде предизвикувачки тој момент, затоа што ти буквално, како што опиша,
во моментот и работиш и учиш. Се очекува од тебе да разговараш со пациентот, да напишеш нели историја, а во исто време се очекува од тебе и да учиш, па и да полагаш секако, нели? Специализацијата си има и полагања, кои што знаат да бидат и стресни и знае учењето некогаш да биде па не стресно, ама сепак се сретнуваш со нешто ново за тебе и го учиш. Меѓутоа, после специализација, краток одмор, у смисла да се опуштам на мој начин, да си сварам кафе, јас уживам у кафе, некогаш и претерувам, па знам после да добијам тахикардија, па од што ми е, па од кафето ти е. Меѓутоа, секогаш на крајот од денот си викам, барем 2 часа во денот треба да се оделат онака. Па, например, си сретнал пациент со одредена патологија, најдобро е истото кое ќе отидеш дома да го прочиташ, така и најлесно учиш и најлесно ти влегува материјата во глава. Затоа што го читаш, го гледаш и тука више ти се ти доаѓа, некогаш ми се дешавало ќе видам пациент, сега ти кажува симптоми, вакви и такви, ја гледаш дијагнозата, читаш дома и после ти се дешава еурека момент. Па тоа било тоа. Да. Доктор Хаус момент. Да, баш, знае такви моменти. Си мислиш, чекај, што е ова, не ти е поврзано, не ти е логично, уствари е логично. Ама треба малце, нели, да го изживееш, мислам да го поминеш тоа, да го видиш, па тогаш и го сваќаш. Што се случува кога, например, ќе дое некој се можеш да е пациент, а ти не знаеш што да правиш со него, или не знаеш како, дали има такви моменти кај што што би се рекло, уште не си стигнала на таа лекција, или не си го прочитала тоа четиво, и што правиш од тие моменти, бидејќи не си психијатар, ти студираш да бидеш психијатар. Така. Каков е тој flight or fight response? Тука учиш уствари како да се снајдеш во моментот, затоа што сепак ние сме, јас конкретно уште сум ученик, како што рече, меѓутоа најбитно е во моментот да се снајдеш и да не му покажеш на пациентот дека не знаеш ти во моментот, затоа што сепак он ти верува, ти си лекарот со кој што разговара и очекува помош од тебе. И ти ако се исплашиш или ако избегаш во моментот, може да створиш недоверба, а тоа е најбитниот момент, довербата. Така да, во почетокот со постар колега, меѓутоа после како навлагаш во специализацијата, идеш и сам и си викаш, можам, сум имала и такви моменти, али на крајот од денот мислам дека добро сум се носела, сум се снаоѓала, не сум покажувала дека ете во момент не знам што да му кажам или не знам што да направам. Едноставно сум завршувала, барем јас мислам дека максимално професионално. Да, го спомна тој момент на придобивање на некоја доверба со тој што го збориш, и мислам дека еве од моје некој лично искуство, и кога идам или на терапевт или и на психијатар, ако мислам дека или ако немам доверба од тој што е спроти мене, нема шанси да се отворам. Како дали, например, како да придобиваш луѓе или ги убедуваш луѓето да ти веруваат? И како психијатар, не може не тебе лично, ама кој е тој начин како да убедиш некој дека може да ти верува? Па, довербата не е нешто што може во моментот да се каже имам доверба према него или немам доверба. Со текот на времето, со секој разговор, со самото тоа дека му се нудам на пациентот во смисла кога имаш потреба да разговараш, дојди, побарај ме, тука сум, јас сум тука за тебе, за да ти помогнам. И самиот став, ако си опуштен спрема пациентот, ако си и насмеан према него, мислам дека самиот тој фацијалната експресија, самото тоа како ти ќе седнеш спроти него, како ќе се поставиш, тоа многу влијае во стекнување на доверба.
Уште еден момент, мантилот. Јас, а и повеќето колеги се трудиме да не носиме мантил, затоа што мене целта ми е да ми се отвориш ти, да имаш доверба во мене, а не јас тука да бидам авторитетот и нели еве со мантил сум, јас сум доктор. Не, јас сум ти на некој начин пријател, сепак нели пак треба авторитет да има доза, меѓутоа пак ние сме пријатели, јас сум тука да те сослушам, а колку повеќе ми кажеш ти за себе, толку повеќе ја ќе можам да ти помогнам утре, нели, и со терапија, и преку разговори, да ти препорачам што да правиш дополнително. Така да... Колку е поразлично таа стекнување на доверба или воспоставување некој, колку и да е минимален сепак авторитет, која, например, ти доаѓа на преглед дете од 12-13 години и возрастен човек? Има голема разлика измеѓу возрастни и деца. Кај возрастниот сепак треба некој нели авторитет да го споставиш. Кај децата малце поразлично, треба да му се доближиш, да почне со некоја тема која што е блиска за детето, барем јас така почнувам. Не можеш одма да го прашаш што ти е, може да го исплашиш во моментов, меѓутоа можеш да почнеш со кај беше, идеш ли у школо, имаш ли омилен предмет. Јас обично така почнувам за да го воведам прво, го опуштам, дека ете си правиме ние муабет на некоја друга тема, на нешто сосвим различно, не правиме муабет за нешто за што си ти исплашен или за што во моментот си донесен тука, пошто обично се плашат, сега ме носат на доктор, што ќе ми прават таму. Јас сум тука да покажам дека јас не сум страшна. Не јадеш. Не јадам тука, туку сум тука за да разговарам со тебе да ти помогнам, колку можам. А со возрастни? Со возрастни па се трудам да го имам така да имам сличен пристап, меѓутоа со возрастен не можеш секогаш така, особено кога си младолик вака, и ќе ти дојде постар пациент и као ова дете ќе ми помага на мене, меѓутоа пак и тука треба да се поставиш дека ти си всушност психијатар, односно специјализант, дека си ти доктор и дека ти си тука да го сослушаш и тука јас директно му кажувам. Отвори се, кажи ми што повеќе за себе, колку повеќе ми кажеш, толку повеќе ќе можам јас да ти помогнам. И обично тоа успева. Надвор од тој некој рам на специјализација на психијатрија, на клиника, што мислиш, какво е чувството на, барем еве кај нас луѓето, па еве да се конкретно младите, како тие гледаат на самото одење на психијатар, на самото справување со проблеми кои што сите во светот се соочуваме, дали е тоа анксиозност, депресивност, дали е некое друго расстройство. Што мислиш, како мислење владае кај младите моментално сега во Македонија? Па сега моментално, да речам, малце имаме младите се повеќе и повеќе сега, најверојатно социјалните мрежи се голема причина за тоа, се повеќе и повеќе онака размислуваат дали имаат некој проблем со себе, дали нешто се случува со нив и се повеќе и повеќе бараат помош. Лично мене ми си имаат обратено мои другарки, другари кои што онака сме или не сме во контакт, па знаат дека специјализирам психијатрија и се онака што мислиш, треба ли јас да се јавам на психијатар? Јас на сите им викам да, сите треба да имаат психијатар, како што сите имаме матичен лекар, така сите треба да имаме и матичен психијатар, дури го користам оној момент, дури на психијатарот му треба психијатар. Треба да на секој му доаѓа момент и потреба да биде сослушан, не мора да биде тоа
нели третирано со терапија, ама за разговор воопшто мислам дека секој еден човек барем еднаш во неделата треба да иде на психијатар или на психолог. А воопшто во Македонија мислам дека се повеќе и повеќе млади се опуштаат и бараат помош, било психотерапевт, било кај психијатар. Да. Дали е возможно секој еднаш неделно да иде во Македонија? И те прашувам од аспекти, од поглед на дали имаме доволно психијатри и кои се начините, еве сега некој не слуша, да прв пат слуша, дека треба да иде на психијатар. Што таа личност треба да направи после од кога ќе не слушат, се надевам до крај на епизодата? Така. Реално, дали е возможно еднаш во неделата да идеме на психијатар? Реално не. Немаме толку психијатри, али можам да кажам дека во последните 3 години имаме све повеќе и повеќе специјализанти, што порано ќе кажат колегите, порано бевме по тројца у година. Сега, барем мојата генерација, бевме 19 или 20 специјализанти што се запиша, што е пораст, нели? И тоа голем пораст на запишани. Од друга страна, на прашањето како да стигне до психијатар, најлесно и најбезболно да кажам, еден начин е да се јави прво на психотерапевт, на психолог, и обично ако е тоа некоја, да речам, нешто што може да се реши само со разговор со психологот, со психотерапевтот, останува тука. Доколку психологот смета дека можеби он не може да го реши тоа во моментот, тогаш и самите психолози ги препраќаат на психијатар. Друга опција е, ако се почувствува недобро во моментот, во смисла нели на ментален план, кај матичен лекар, па матичниот лекар, пошто сите имаме нели матичен, лекар матичниот може да закаже термин и закажува нели термин кај психијатар. Да, спомна дека и психијатрите дори им треба психијатар. Дали од секогаш го имаш тоа мислење или сега го и која беше тој момент кога свати дека и на тебе може да ти треба психијатар? Па тоа го кажувам затоа што ние особено на психијатрија се среќаваме со секакви, да речам, животни приказни, каде што во некој момент може и да ти дојде онака, како да се изразам на англиски, too much. Премногу онака да ти дојде и ти треба да се извентилираш и да го кажеш она што го чувствуваш во моментот. Некогаш се чувствуваш и несигурен, дали можам јас да му помогнам на овој или не можам да му помогнам на овој човек. Па, ете, ако разговараш со психијатар, више колега, може тука и да ти помогне од тој аспект. Што ние се смееме на психијатри, имаме поздрав, као ти колега добар си денеска, јас како сум. Тоа е моментов, тука уствари сваќаме дека сите сме живи луѓе и на психијатарот треба некој да му каже еј, не си добар или еј, добар си, супер, продолжи така. Да. Знаеш, кога патуваме некаде, поготово Нова Средина, се соочуваме некоја со некои културни шокови, кои што чекај, не сум веќе дома, не сум на комфорно, не ова помеѓу, што е околу мене, не ми е толку познато. Дали имаше ти некој тој културен шок? Не збориме сега за патување, туку у претходниве 2,5 години на специјализација, дали се деси некојаш нешто што не го очекуваше да ти се случи дали беше на миницida или претходно, пред да се одлучи за на психијатрија? Па таков некој шок, да бидам искрена, не сум имала, затоа што кога се запишував на специјализацијата, реално очекував дека може да има
различни дешавки, случки, Да. така им Да, кажа, да. случки. Добро, просто на тие дека од Куманово си. Фала ти. Конкретно не сум имала таков некој шок, затоа што реално самиот момент психијатрија и очекуваш дека ќе може да се десат различни дешавајки, различни случки, да се поправам, што може да бидат и така вознемирувачки, затоа што сепак ние си имаме таква една група на пациенти кои што може да бидат и агресивни и насилни, меѓутоа треба да знаеш да се справиш со тоа во моментот или да едноставно да не се плашиш во тие ситуации, туку едноставно да ги одбегнеш колку што можеш. Да. Сакам малце сега да смениме тема, бидејќи сакам со тебе малце да поразговарам за тој дел кој што и преска малце го начнавме, кој што и можеби е една од причините зашто денеска се повеќе луѓе изборуваат за ментално здравје и превземаат чекори за подобрување на нивното ментално здравје, тоа е пандемијата. Ти беше една од тие привилегирани личности кои што може да се шетаат нон-стоп на секаде, без разлика дали имаше полициски час или не. Кажи ми малце поеќе за тоа искуство. Како е бидејќи се соочуваме со нешто, барем ние, наша генерација луѓе не се соочиле претходно, нешто што на почеток може би изгледаше као некоја шала, као нешто што е далеко од нас, ама после кога се случи, стана опасно. Како е тоа некое почетно искуство, бидејќи пак не си 20 години во медицината за да знаеш како да се справуваш? Така, јас се смеев кога почна пандемијата, јас уствари работев како професорка, а после тоа влегов во медицински оддел и прво работно искуство мене ко лекар ми беше баш работа со ковид пациенти и се смеев со колегите. На внуците ќе имам што да им раскажувам, онаш како што викаат, прво влагање у оган со скафандери, со маски, со визери, со све. Да бидам искрена, на почетокот лично мене тоа ми изгледаше страшно, затоа што и самиот момент на телевизија страшен е, вирусот се пренесува, нели на почетокот не ни знаеа како се пренесува воопшто. Се бришеше маси, клучеви, све и тоа малце влијаеше не само на пациентите, туку и на здравствените работници, сите што беа вклучени во тој процес. И можам да кажам дека преовладуваше стравот и кај едните и кај другите, и кај пациентите и кај здравствените работници, пошто немавме некој протокол за лекување. Едноставно идеш и треба да му помогнеш на човекот. Меѓутоа, едно нешто што го увидов, дека стравот многу влијаеше и на исходот на самата болест, конкретно на ковидот, затоа што оние луѓе што беа поисплашени, леле што ќе ми биде, како ќе го поминам ова, ќе издржам ли, како ќе преживеат моите, пошто се јавува и такви идеи, тие болуваа подолго и за жал кај некои имаше и смртен исход, додека оние пациенти кои што ја прифатија болеста као ајде не е нешто толку страшно, ќе го поминам ја ова, што све сум поминал низ животот, сега и ова ќе помине, тие поминува многу полесно, дури онака како една обична настинка и тоа многу лесна настинка. И заклучокот од ова, барем мене ми беше, колку си ментално подцврст, толку полесно и ќе ја поминеш самата болест или инфекција ковид. Да, како врз тебе лично тоа влијаеше? Дали имаше мислам, тешко да има позитивни ефекти врз менталното здравје, ама кои беа ефектите врз твоето ментално здравје во тој период и што е нешто што, например, си благодарна што се случило за да доеш до тој степен на кој што си сега?
Па искрено на почетокот преовладуваше и стравот. Зошто страв? Затоа што прво, почетник сум, доктор, друго, не си запознаен толку со вирусот, се уште мислам воопшто во светот не се знаеше што конкретно се случува со пациентот, а ти идеш со цел да му помогнеш на пациентот. Па имаше и моменти кога имаш потешки пациенти, па после тоа знаеше да се случи да го мислам 3 дена. Меѓутоа, кога како навлегувавме во пандемијата, како се развиваше, си викаш, па не можам секој пациент, ако го мислам секој пациент 3 дена, што останува за мене. Да. А успеав и сум благодарна што уствари на крајот од денот сватив дека сум цврста, дека можам јас ова да го издржам и го издржав, се носев најдобро што можам, пошто имаше смени кои што се долги, можеби 12 сати, меѓутоа ти остануваш и подолго со цел да му помогнеш на пациентот. И сум благодарна што тука сватив дека иако јас сакам психијатрија и сакам да седнам и да слушам, сватив дека можам да работам и во такви ургентни состојби, некогаш се дешаваше, мораш брзо да реагираш и научив побрзо да донесувам одлуки. Тоа е она што извлеков најпозитивно од целава пандемија која што траеше 2 години, мислам, 3, дур да ја Целосно да прогласат. излеземе од неја. Па и ден денес кај се уште слушаме за и случаеви со ковид и се тоа. Дали, например, знаеш како е некојаш кога си затворен, кога си дома, имаш повеќе простори да размислуваш, да донесеш или да воспоставиш некои нови навики, да почнеш да ги работите, може би некојаш секојаш што си сакала не си имал можност бидејќи не си имал време. Дали имаш приметено и за тебе, иако пак ти нонстоп и во тоа време не седеше дома, ама и кај другите околу тебе. Тие некои навики или тие некои работи кои што стана некоја нова реалност, дали остана кај луѓето или што ми излеговме надвор од дома, повторно се вративме во тој некој стар колосек. Да, зборавме младите, мислам дека најголем шифт имаат направено од сите, ама што останува за другите? Дали сите дали мислиш дека сите нешто извлекоа од цело ова или продолживме да функционираме како ништо да не било? Па не можам да кажам дека продолживме да функционираме како ништо да не било. Она што најмногу го приметувам кај луѓето е недостатсува гушкањето. Она што барем јас сум го гледала кај луѓето, порано поздравот поише беше ќе го бакнеш и ќе го гушнеш. Тој карши тебе, сега тоа го нема толку, поише Физбамп. физбамп или здраво како си, или таа конекција е потребна помеѓу луѓето, особено кога се работи за доверба. Fun fact, кога гушкаш некого 19 секунди, ако го гушкаш или подолго, му испраќаш на мозокот импулси дека можеш да му веруваш на тој што го гушкаш. Така да мислам дека тоа ни фали и тоа е нешто што остана од пандемијата. Гушкањето некако треба да го вратиме, затоа што тука пренесуваме и енергија и тука ствараме на некој начин доверба со Еден со друг, да. со друг. Да, не сум размислил на тоа, ама дефинитивно. Валјда кога правиш нешто физички, тоа само по себе ти ствара чувство на едно доверба кога правиш со друга и те ствара и те прави да се чувствуваш добро само од себе. Па да, може да се каже и моментов блискоста со луѓето е битна. Може би порано уствари почесто излегувавме со друштво, со другари, да се дружиме, да правиме муабет. Сега некако тоа е како да е поспласнато. Уште може би луѓето се ги држи
social distance, социјална дистанца, да не се дружиме, али очекувам или се надевам дека тој момент ќе се врати, затоа што сепак ние сме така сме створени да функционираме во заедница. Сам никој не може да функционира. Да, ова не разбисував на ова, ама сега кога го спомна дека сме створени заедници, целосно се согласувам. Колку заедницата е важна некој да дое, или на почетокот зборавме за што е тоа здрава и ментално стабилна личност, колку заедницата е важна за тој аспект. Знам дека малце забегуваме, ама баш сакам да поразговараме и за тоа пред да завршиме, бидејќи според мене, као некој лаик, заедницата може би е најважна. Поважна и од психијатар, и од идење на терапевт, па и од, не знам, некои други работи. Сметам дека ако имаш заедница околу тебе која што ќе те поддржува или ќе ти помогне да станеш подобар, ќе биде тука за тебе, многу е полесно сите овие други работи да ќе си дојат сами по себе. Бидејќи ако имаш некој што нон-стоп ќе те поттикнува да бидеш подобар, да се, па и да те предизвикува некојаш да идеш на психијатар или да се отвориш на терапевт, мислам дека тоа е најбитно. Па се слагам со тебе, заедницата е битна зашто ако се чувствуваш, пример, ако се чувствуваш нерасположено, недобро, ако заедницата ти вика ти си таков, ти направи тоа, затоа тоа ти се дешава, полошо ќе се чувствуваш. А ако имаш заедница, зборам најблиска заедница е семејството. Ако имаш поддршка од семејството, ако имаш поттик од семејството да ти вика ајде ти можеш, ајде да правиме ова, или ајде да излеземе, ако имаш поттик ти од самото семејство, апсолутно полесно ќе ги надминеш тие потешкоти кои што ги чувствуваш во моментот. А и за да можеш да раснеш, исто е битно каква е заедницата. Тоа јас стално го кажувам тој пример со ајкулите. Ајкулата кога ќе се роди е многу мала. Толкава е, 7-8 сантиметри. Ако ја затвориме во аквариум, она нема да порасне поголема. Ама ајкулата во океан знаеме колкава е. Затоа што има отворен простор, има можност да расте. Затоа и сметам дека ако личноста види дека таа заедница на некој начин го гуши или го стопира или не му е доволно стимулативна да расне, треба да ја смени. Да го смени просторот, да смени обкружување кое што ќе му влијае позитивно и на менталното здравје, а и позитивно во смисла да расне, да се осознава сами од себе си, да истражува што сака, што не сака, пошто многу е битно и да знаеш што не сакаш во животот. Така да е битна заедницата многу и обкружувањето. Да. Не знам колку време точно снимам, ама мислам дека може овде негде да направиме некој заклучок. Со тоа што сакам да те прашам, као и секој друг во епизода, сакам овие 4 прашања да ги поставам на крај. Брзи се прашањата, одговорите може да бидат малце поспори, не е проблем. Која последен пат си плачал? Па има 2 недели. Саеш да кажеш зошто или може не би образложувала зошто. Која е некоја инвестиција што си ја направила сама за себе, за да си го подобриш твоето ментално здравје? Па, најдобрата инвестиција за менталното здравје воопшто и тоа што запиша психијатрија. Зошто кога ќе ме прашуваат другарите или другарките, ти сега си на психијатрија, од тебе ќе бараме помош, чекајте малце, прво јас себе да си помогнам, па после. Шала на страна, мислам дека тоа е најдобрата инвестиција, затоа што го работам, го учам тоа што го сакам, а кога го работиш, учиш тоа што го сакаш, тогаш си среќена. Среќата е, мислам, еквивалент за добро ментално здравје. Да. Ако можеш да се вратиш некои 10 години наназад, што совет би си дала сама на себе? Што совет би си дала? Мониче, полека, смирено, похрабро малце, не се плаши, све ќе биде во ред. А ако не е во ред, значи има уште до краја.
Апсолутно. И за крај, последно прашање, кое е твоето прашање за сите они сега што не слушаат? Прашање до тие што не слушаат, што направи ти денес за да бидеш посреќен и поисполнет во животот? Моника, фала ти за пријатниот разговор и се надам дека може пак да седнеме вака, може за кратко време. Ти благодарам многу на поканата и секако ти благодарам што ме повика, што ме сослуша и се надевам дека ќе има и други вакви опуштени разговори.